Извештајот на Freedom House не е изненадување. Респектибилната невладина организација уште еднаш потврди дека земјава прави стој во место и целосно се игнорираат состојбите во полето на демократијата, демократското владење, судството, кое никако да стане независно, корупцијата, која наместо да се искорени, се негува и стимулира. Универзитетскиот професор Владимир Божиновски за Алфа вели дека денеска гледаме дека она што пред 5 години беше победничко изборно ветување на сегашната власт, денес е само желба, на чие исполнување никој не работи. Проблемите со корупција, проблемите со судство и се она што на некој начин требаше да се решава, наместо да се решава, едноставно се повеќе се или се заглавува или едноставно се игнорира. И нормално тоа резултира со би рекол стагнација, па дури назадување во повеќе области. Ако земеме на пример компарација помеѓу оцените во изминативе неколку години, 2015 на пример, кога започнаа протестите каде што се бараше нели реформи и промени со шарената револуција, ние може да видиме дека сега сме многу пониско тоа што бевме тогаш. Така да оваа власт за 5 години не само што не успеа да ја одржи позицијата која имавме 2015, 2014, 2013, туку и ја влоши. Оценката од 3,25 за независноста на судството Македонија ја доби само поради најавите за реформи во правосудниот систем, но без нивна имплементација. Далеку сме од невисоката оценка што ја дава Freedom House, 7. Според Божиновски, не само во судството, уназадување може да се забележи во економијата и инвестициите. Македонија доби ниска оценка дури и за независноста на медиумите. Генерално имаме одредени најави и планови за реформи, но во делот на имплементацијата едноставно се потврдува. Сега дали нема знаење или нема волја, тоа е друго прашање, но очигледно е дека иако во Македонија има доста добри законски решенија, тие не се имплементираат. Така да и самата имплементација е очигледно сериозен проблем. Во последниот извештај на Freedom House, Македонија не ја промени ланската позиција на хибриден режим и остана со оценка 3. На скала од 1 до 7, земјава е со оценка од 3,5 за демократско владење, 4,25 за изборен процес, 5,25 за граѓанско општество, 3,25 за независни медиуми, исто толку за независно судство, додека точно 3 за корупција.